денешна студија која што ќе ја промовираме, односно на која што ќе ги презентираме клучните резултати од повеќе месечните истражувања на универзитетските професори, која што е насловена како економска импакт анализа и студија за проучување на развојниот потенцијал на индустријата на основни метали, е земена токму како репер, бидејќи оваа индустрија е една од носечките индустрии во нашата земја и сакаме да биде пример и во следните аналитики за да се земаат индустријски гранки, индустрии кои што би имале мултиплицирачки ефект во други индустријски гранки, но секако би значеле и продолбочување на соработката, меѓутоа и создавање на производи кои што ќе имаат дополнително додадена вредност. Ваквите анализи очекуваме секако да бидат доволен аргумент за редефинирање на индустријската политика во државата, во насока, како што напоменав, на други пропулзивни индустријски гранки. И во светски рамки, како што ви е познато, реиндустриализацијата тесно се поврзува со натамошниот развој на економијата, при што нагласено место има индустријата на основни метали, односно челичната индустрија. Согласно значењето на оваа индустрија, натамошниот индустријски развој би можеле да го гледаме низ развојот на индустриите кои што го користат челикот како основен репродукционен материјал, како што се металопреработувачката индустрија, машиноградбата, градежништвото и други гранки. Исто така, доста е значајно да потенцираме дека квантификациите во студијата, која што подетално ќе елаборира доцент доктор Дарко Лазаров, даваат јасен аргумент дека индустријата на основни метали преку своето директно учество и уште повеќе преку индиректното учество во креирањето на бруто домашниот производ е главниот столб и носечки сектор на македонската економија во изминатиот период, со што заслужува посебно внимание при носење на мерките на економската политика. Од тука, за да завршам, Стопанската комора на Македонија, ценејќи го значењето на целата индустрија, особено на индустријата на основни метали, со големо внимание ги следи состојбите и во следниот период ќе ги следи развојните перспективи на македонската индустрија, особено што е актуелно дека се уште овие состојби се неповолни, како на домашниот, така секако и на глобалниот пазар. Впрочем, и затоа ја анализиравме денешната стручна расправа, следејќи ги сите предизвици, за да можеме на аргументиран начин да придонесеме, затоа ве повикувам придонес во стручната расправа, како би можеле да извлечеме најдобри препораки и секако заклучоци кои што понатака ќе одат до релевантните институции. Иницијативата за изработка на оваа студија, која што ја покренавме како во рамките на Сдруженијето, најде на подршка кај подпредседателот на комората господинот Јорданов, кај господинот Бранко Азевски, председател на комората, веќе договоривме по примерот на ова истражување дека треба како Сдружение и како комора да одиме на посуштински истражувања на економските проблеми во нашата индустрија и во нашата економија и да нудиме решенија. И со вака лична гордост можам да истакнам дека бевме на некој начин пионери во оваа практика, со оваа студија, така да самите бројки кои што мојот колега кој што со кого ја работевме на оваа студијата ќе ве уверат во вистинското значење на индустријата, за да можеме после тоа да отвориме расправа, значи, не само за оваа индустрија, која што не случајно ја избравме како предмет на ова истражување. Значи, не е случајно индустријата за основни метали избрана да биде предмет на оваа анализа. Незиното значење за економијата, поготово за економијата на Македонија, неспоредливо поголемо од значењето на другите индустријски гранки. Го избравме и заради тоа што официјалните власти на Европската Унија, иницирајќи ги процесите на реиндустриализацијата на европската економија, точно ја посочуваат челичната индустрија, индустријата на која што ние тука по големиот дел припаѓаме, како еден од основните полуги за
за процесите на реструктурализацијата и реиндустриализација. Сакавме ова ние на некој начин да го ставиме и во функција на привлекувањето на странски директни инвестиции, кај што со денешната практика имаме многу случаи на поедини странски директни инвестиции реализирани во Македонија се некакви пусти острва кои што немаат никаква интерактивна поврзаност со останатата индустрија. И увезуваат ретроматеријали, суровини, извезуваат готови производи, државата кој ги субвенционира редицата нивни трошоци врзани за вработените и де факто нивниот директен импакт дури речиси ни преку нето извозот не можеме да го почувствуваме во националната економија. Нашата заложба, ако веќе тие индустрии се субвенционираат, да се тие странски директни инвестиции се субвенционираат на некој начин, да бидат субвенционирани оние индустрии кои што ќе развијат мултипликативни ефекти, мултипликативни поврзаности со оваа индустрија. Тоа е обврска плюс и за самата индустрија. Веројатно и ние ќе треба во рамките на самата индустрија да правиме одредени технолошки и структурни промени, квалитативни промени кои што ќе треба да кореспондираат со тие барања што ќе произлезат од таквите очекувања на овие странски инвеститори, но велат уште еднаш ги потврдивме нашите ставови што многу често на овие маси овде во комората ги изнесувавме за разменото значење, за директните ефекти што оваа индустрија ги генерира во националната економија, за мултипликативните ефекти кои што гледате се триплицираат, се четири-кратно се ефектуираат во националната економија и дека оваа индустрија заслужува внимание. Резултатите од истражувањето на директниот импакт покажуваат дека индустријата за основни метали, практично овие 12 компании кои се земени во предвид во самата студија, во 2007, само да напоменам на кратко, во рамките на студијата беа земени две репрезентативни години, 2007 година како една година во која што компаниите има прилично најдобри економски и финансиски резултати и 2014 година која што е година која ги рефлектира актуелните тековните состојби во индустријата и незиното влијание врз националната економија. Во 2007 година оваа индустрија, овие 12 компании имаат создадено бруто додадена вредност од 18 милиарди денари, што во релативен износ е околу 5,73% од вкупниот буџет на Република Македонија, додека таа вредност е прилично помала во 2014 заради, сите знаеме, заради тековните состојби со кои се соочува и проблеми со кои се соочува оваа индустрија, кои што се иницијално создадени од негативниот импакт на светската економска криза. Таа бруто додадена вредност е околу 6 милиарди во 2014, што во релативен износ значи околу 1,36% од бруто домашниот производ на македонската економија. Овие резултати се прилично многу поголеми ако ги ставиме во компарација со релативното учество на оваа индустрија во вкупната преработувачка индустрија и се некаде околу 33% во 2007 и 7,56% во 2014 година. Ние знаеме дека во изминатиот период постои еден тренд на деиндустриализација не само во македонската економија, во пошироки рамки, што значи дека релативното учество на индустријата опаги можеби една од причините за сензитивноста на кризата во некоја економија е токму тоа, од друга страна на отпорноста на германската економија во услови на криза која што де факто својата економија базира токму на индустријата, на индустриското производство. Ако станува спор за извозот, оваа индустрија во 2007 има извезено во вредност од 51 милиарда, близко до 52 милиарди денари, што значи 31% од вкупниот извоз на македонската економија почива на индустријата за основни метали, додека тој број е прилично помал во 2014, да не го повторувам, ефектот на светската економска криза изнесува околу 30 милиарди или се уште високи 13% од вкупниот национален извоз. Индустрија вработува околу 6300 вработени, што во релативен износ во однос на вкупниот број на преработувачката индустрија изнесува околу 3,5%.
направивме компарација за просечната плата во оваа индустрија во однос на просечната плата не во македонската економија, туку во индустријата, бидејќи репер секогаш во проучување на директниот импакт на една индустрија во однос на компарација со вкупната преработувачка индустрија, некаде околу 3,5% од вкупниот број на вработени во преработувачката индустрија се вработени во индустријата за основни метали. Контрибуцијата во форма на даноци со 2,4 милиарди денари даноци кои оваа индустрија го има во 2007 година исплатено кон државата, учествува со 2,4% од даночните приходи, не од буџетот на државата, туку од даночните приходи во рамките на буџетот и со отприлика околу 1 милиарда денари во 2014 учествува со од прилично околу 1% во вкупните даночни приходи на државата.